Комисијата која што треба да ја оцени основаноста на предлогот за покренување на импичмент на председателот Ѓорѓе Иванов денеска ќе го одржи првиот консултативен состанок. 11 членови, отколку што и всушност е составена комисијата, денеска ќе треба да продискутираат само околу технички работи, кога да се одржуваат седниците, како да се одржуваат, додека утре веќе и официјално комисијата треба да го има и првиот официјален состанок, односно официјалната седница. Ова премалку го изјави председателот на комисијата Зоран Илиовски. Тој исто така кажа дека до понеделник комисијата ќе треба да подготви извештај кој што ќе наведе оценка дали е основан или не предлогот за покренување постапка за одговорност на председателот на Република Македонија или познато како импичмент. Зоран Илиовски потенцираше дека комисијата е составена согласно распоредот на пратениците во собранието и наспроти негодувањето од страна на опозицијската СДСМ. Тој исто така рече дека за да помине импичментот во собранието, кое што сепак на пленарна седница ќе го има последниот збор, потребно е двотретинско мнозинство. Нагласи дека тоа е речиси и невозможно да се оствари, затоа рече дека иницијативата е осудена на неуспех. Денеска изјави дадоа и координаторот на пратеничката група на СДСМ Горан Сугарески. Тој повторно рече дека СДСМ наместо 2 треба да има 3 членови во комисијата и најави дека е можно една од мерките која што ќе ја покрене опозицијската СДСМ е да покрене постапка пред управниот суд токму околу ова прашање. Џевдат Адеми пак одуи рече дека не е битен составот на самата комисија, не е битен, Адеми рече ниту пак извештајот каков ќе биде на комисијата кој што до понеделник треба да го достави до собранискиот спикер. Единствено, како што кажа битно Адеми, е дека во собранието веќе се расправа за одлуката за аболиција на Иванов, која што потенцираше дека е лоша. Да ги погледнеме овде изјавите од Зоран Илиовски, кој што е председател на комисијата, Горан Сугарески, координаторот на пратеничката група на СДСМ и Џевдат Адеми од ДУИ. Според деловник имаме време од 7 дена да одржиме седници на комисијата и да изготвиме извештај за нашата работа. Денес планирам да ги искористиме денот, бидејќи сите пратеници сме тука, за еден консултативен состанок меѓу сите членови на комисијата и меѓу пратеничките групи, да се договориме начин на работа на комисијата, во смисла колку седници ќе имаме, како ќе течат седниците, јавност, нејавност и така натаму, значи технички работи. И после тоа првата седница или почеток на седницата на комисијата на кој што сум председател, очекувам, тоест планирам да ја закажам за утре. Ако ги гледате и бројките, ќе видите дека деловникот, согласно членот 206 став 2, е брутално прекршен, бидејќи таму стои соодветна застапеност на пратеничките групи и на пратениците кои што не се организирани во пратенички групи. Соодносот во собрание не е онаков каков што Комисијата за избор и именувања го предложи, да има ВМРО ДПМН 6 члена од 11, туку апсолутно е поинаков, меѓутоа очигледно дека тие не веруваја на никого, нити на СДСМ, нити на ДУИ, нити на ДП, и затоа сакаја да има мнозинство, и целта нивна е да се напише таков извештај со кој што едноставно не да се осуди Иванов за постапката или да се потврди нашето барање за утврдување одговорност, туку едноставно да ја спасат кожата на Иванов. За ДУИ, секаква иницијатива која ќе оди на насока да докаже дека гласање на председател со инаетење, како што беше изборот на Иванов за председател против волјата на огромното мнозинство на албанците, донесување на одлуки со инает, каква што беше последната одлука за неодрживата аболиција на 56 имиња, е во истата линија со нашите позиции за непризнавање на легитимитетот на Ѓорѓе Иванов. Така тоа бе изјавите од Зоран Илиовски, Горан Сугарески, Џевдат Адеми. Комисијата значи број 11 члена, 6 мина се од редовите на ВМРО ДПМН, 2 се од редовите на СДСМ, 2 од ДУИ и 1 од редовите на ДПА. Значи комисијата утре ќе го има и првиот официјален состанок, официјалната седница, до понеделник ќе треба да достави извештај до собранискиот спикер Трајко Велјановски, кој што потоа ќе треба да свика пленарна седница на која што токму ќе се расправа околу импичментот на председателот Иванов.
Иванов. За да помине импичментот потребно е двотретинско мнозинство или 82 гласа, што е речиси невозможно тоа да се случи, но и доколку се случи, сепак последниот збор ќе го има Уставниот суд на Република Македонија, каде што е потребно исто така двотретинско мнозинство од уставните судии за да одлучат дали председателот Ѓорѓе Иванов го прекршил Уставот и законите.